Од почетокот на годинава, практично цели 8 месеци, анализите на Центарот за јавно здравје покажуваат дека на одредени делови од крајбрежјето езерската вода не смее да се употребува нити за капење, рекреација, па дури и за спортови на вода, бидејќи од 5-та класа. Најголемо загадување е детектирано во местноста Мазија, кај Дриличарскиот сојуз, кој се наоѓа веднаш до мостот кај каналот Билјанини извори. Она што загрижува е што таму секојдневно идрат деца, а водите што се земени за испитување и од самите канали и од плиткиот дел на езерото покажуваат класификација која е многу загадена – хипертрофична вода, потенцират од Центарот за јавно здравје. Таму дефинитивно Едриличарски сојуз не треба да постои. Едрилица во вода не треба да се стави. 5-та класа беше повторно од цевката која што атмосферска вода треба да носи, а тоа шикат вода со фекали. Па јас не знам куда се жалтица како не добиле тие. Мене не ми е јасно. Повеќе годишниот проблем лежи во мешањето на атмосферската и канализацијана вода, кои непрочистени се влеваат во езерото. Понекогаш и во самиот град, во крајбрежјето, понатака на источното крајбрежје, кај Пештани, кај Трпејца, Љубаништа. Тоа е затоа што се уште тој прстен од цевковод кој што служи за одведување на отпадните води не е завршен, меѓутоа една причина битна е тоа што се уште не се целосно одделени атмосферската со фекалната канализација. Затоа што вака не може бе. Добро е што трската е таму, па трската е како бариера. Иначе, да не е трската таму во трска, кај што се изливет овие фекални материи, јас не знам што ќе биде. И плажите околни ќе се катастрофа. Едино ако не, нека се исушите езерово да ви кажам, па сите ниви нека работат, обработива површина нека стане таман, ќе биде добро гноена таа површина. Ето, толку ќе кажам. Загрижува што и во манастирскиот комплекс Свети Наум отпадни фекални води од јавните тоалети и од бројните угостителски објекти се влеваат во езерото. Од Центарот за јавно здравје со препорака до надлежните да се изнедат објектите кои фекалните отпадни води ги имаат приклучено во атмосферската канализациона мрежа и во најбрз можен рок да се санираат овие проблеми кои може да доведат до еколошка катастрофа во езерото.